Почитувани добро вечер. Во емисијата Став вечерва гостува Оливер Илиевски, секретар на општинската организација на СДСМ од Куманово. Господин Илиевски, добро вечер. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Најпрво сакам да ве поздравам вас, да ги поздравам целиот тим кој работи за Телевизија Плюс, да ги поздравам гледачите и да ви честитам за ова ново студио и ви посакувам многу голем успех во понатомошниот период. Ви благодарам и вам што одвоивте време за гостувањето во вечерашнава емисија. Господин Илиевски, последниве 3 години многу се зборува за вас, особено што и професионално и на политички план имате богата биографија. Тоа граѓаните најдобро може да го видат на вашата официјална Facebook страна, но кој е всушност Оливер Илиевски, професионално, но и на политичката сцена? Па вака, јас сум дипломиран економист на Универзитетот Свети Кирил и Методи и професионалната кариера ја започна во тогашната Инвестбанка АД Скопје како одговорно лице на експозитурата во Куманово. Потоа Инвестбанка се продаде и бина Шпаркасе банка, ја купи Штајермаркиш и Шпаркасе од Австрија. И имав една голема среќа и задоволство да работам во тој период во таа банка. Ги поздравам сите моите колеги таму, затоа што во тој период банката растеше, во тој период банката имаше консултантска куќа за продажба, потоа откако се продаде имавме многу обуки од различни агенции, како што се обуки од Германско-македонски фонд, како што се обуки од Европска банка за развој, како што се обуки од Мотива, како што се обуки од Ерсте банка, бидејќи Шпаркасе е групација на Ерсте банка. И сето тоа допринесе да едноставно банката те претвори во професионален менаџер. Тогаш во тој период имавме големи успеси со банката во Куманово. Се надевам дека и сега ќе продолжат со тој тренд. Им благодарам посебно на целокупниот тим на банката затоа што ме обучија, посебно во делот на менеджментот на човечки ресурси, како треба да се однесувате со надредени, како треба да се однесувате со подредени, што се под вас, така да многу голема благодарност и среќа моја. Во политиката сум од 2005 година, во тој период бев член на извршниот одбор на Социјалдемократската младина во Куманово. Една година, потоа веднаш преминав во тогашното председателство на општинската организација на СДСМ Куманово, сега што е извршен одбор, и од тогаш наваму сум 4 мандати како член на извршен одбор, од кои 2 мандати веќе сум и секретар на општинската организација. Гледам, се трудам да бидам во контакт со сите наши членови, со сите наши активисти, со сите наши функционери, сето тоа да биде една убава приказна за Куманово. Вие сте можеби еден од ретките менаџери кој што откако дојде на водечката позиција на АД Водостопанство Кумановско Липковско поле, поднесе 7 кривични пријави против поранешното раководство, но во меѓувреме донесена и пресуда за поранешниот директор за загрозување на вашата сигурност и безбедноста на вашите блиски. Според вас, задоволена ли е правдата? Па вака тоа е наша граѓанска одговорност. Тоа е одговорност на секој човек. И СДСМ се бореше кога ќе дојде на власт дека ќе ја стопира корупцијата и криминалот во државните институции. И ние тоа го спроведовме. Спроведовме една сопствена истрага, што тоа е трошено, како е трошено во изминатиот период и утврдивме големи неправилности. Затоа поднесовме 7 кривични пријави за сторен финансиски криминал, од кои сите се процесуира и прво ги работеа во основното јавно обвинителство Куманово, додека потоа ги префрлија во основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција во Скопје. Таму преку финансовата полиција веќе ги работат, бидејќи ми се јавуваат, бараат нови податоци и истите се во фаза на обработка. Инаку оваа пресуда што стигна е за загрозување на животот и безбедноста на мене и на моето семејство и поднесовме пријава за тој случај и веќе е донесена
судска пресуда од страна на судот во Основниот суд Куманово. Инаку, зошто трошевме енергија за ова цело време? Па затоа што сепак треба да им покажеме на идните функционери дека не треба така да се однесуваат. Треба да докажеме, да знаат сите, па и сегашните, и идните функционери, дека еден ден се ќе заврши. Денеска е една политичка партија на власт, утре е друга политичка партија на власт, еден ден тоа се завршува. Зошто да си го трошат нивниот интегритет пред граѓаните? Зошто утре да не може да ги погледнат граѓаните во лице? Јас не можам да разберам ние, кога некоја политичка партија е во опозиција, се бори да дојде на власт, и сите тие активисти и функционери се да дојдеме на власт, и кога ќе дојдат на власт, веднаш почнат со финансиски криминал, со корупција и така натаму. Најбитно е да имате интегритет и чист образ пред граѓаните. Утре, тоа што сте го сработиле, граѓаните да го ценат. А не обратно, да ве гледаат како сте направиле криминал, како сте направиле некои кривични дела. Зошто го зборувам ова? Затоа што ние во историјата сме имале такви случаи. Сме имале и на ниво на државата, и на ниво на Куманово. Сите оние функционери што работеле честно, целокупното општество ги цени. Додека сите оние што не работеле честно, се гледа дека граѓаните ги избегнуваат. Најбитно од се, кога сето тоа ќе заврши, вие да останете со чисто образ пред граѓаните и со правилен интегритет. Господин Илиевски, се повеќе се зборува за големиот раздор во вашата политичка партија, односно СДСМ. Се зборува дека дел од делегатите на последниот конгрес биле револтирани, имале различни ставови од ставовите на партијата. Меѓу нив се споменува и името на актуелниот градоначалник Максим Димитриевски. Во меѓувреме во јавноста протекоа и интерни аудио снимки од конгресот на СДСМ. Се разликуваат ли ставовите на Димитриевски од ставовите на партијата? Јас не би кажал дека партијата не е обединета. СДСМ Куманово, зборувам за општинската организација Куманово, никогаш не била толку обединета како што е сега. Ќе ви кажам зошто. Во општинската организација Куманово во минатото секогаш имало превирање. При избор на председател, при избор на делегати, при избор на членови на Централен одбор, при избор на јавни функционери, на пратеници за пратенички листи и така натаму. Па можем да ви кажам дека сум учествувал на многу од тие извршни одбори кои траеле по 3 дена, конференции кои траеле по 3 дена, на кои се прегласувало и по неколку пати, затоа што од вкупната бројка на делегати се разликува 2 до 3. Едната страна или другата страна победува. Ние сме имале пребројување на гласањата. Но тоа, откако ќе се заврши, партијата пак останува обединета. И секогаш сме победувале во Куманово и ќе победуваме и понатаму. Што се случи сега? Сега е сосема спротивно од она што се слуша во јавноста. Затоа што ние на извршниот одбор излеговме со определена листа за кандидати за членови на Централен одбор. Таа листа ја изгласаа членовите на извршен одбор со мнозинство на гласови, убедливо мнозинство. Ајде сега можеби и ќе можете да влијаете, некој да влијае на членовите на извршен одбор. На општинската конференција има 138 делегати. Од 138 делегати, таа листа што ја предложи извршниот одбор гласаа против само 6. Што значи дека партијата никогаш во историјата не била толку многу обединета како што е сега. Инаку на конгресот имаше предлог од општинската организација Куманово и од една друга општинска организација, имаше 2 предлога да се стави друго лице како кандидат за член на Централен одбор, но
кога се усвојуваше листата, од вкупно, мислам дека беа 703 делегати на ниво на цела држава, од сите општински организации, само 6 беа против. Што значи дека целокупното членство ги поддржа тие предлози. Уште подобро што е за општинската организација е тоа што од вкупно 138 делегати 96 мислам дека се председатели на местни одбори. Другите ви се по функција. Тие председатели на местни одбори ги бира членството. Ние на некои состаноци имаме 30-40 луѓе кои ќе седнат и ќе кажат дека еве нас, членовите во партијата, сакаме да не представува председател на месен одбор, тој. И тие го гласат. На тие гласања ние имаме во Куманово приближно околу 3000 луѓе кои учествуваат во таа постапка. Значи 96 делегати што се председатели на местни одбори на последната општинска конференција, само двајца беа против листата која ние ја предложивме. Што значи дека на нас базата ни е најбитна. Тие делегати што се по функција, можете да влијаете, тие се секојдневно тука во партијата, но најбитно ни е базата. Кога вие базата ќе ве поддржи, тоа ви дава дополнителна сила и енергија да одите напред. Така да во моментов можем да кажем и тврдам најодговорно дека општинската организација Куманово никогаш до сега не била толку обединета. Дали партијата му замери на Димитриевски за изнесените ставови во јавноста? Ние сме демократска партија и секој поединечно лично може да изнесе своје мислење во јавноста. Но на крај, сите наши настапи кои ги имаме во јавноста, ни ги цени базата, членството. И тие, кога ќе дојде време, кога ќе дојде наредно бирање, ќе ви судат дали сте биле добри или не сте биле добри. Јас ја застапувам девизата дека секој треба да си ја врши професионално својата работа за која е поставен. Бидејќи имате политичари, не зборам сега за Максим, имате политичари кои мислат дека се знаат. И дека за секое прашање сите треба да мислиме исто како нив. Тоа воопшто не е така и мислам дека мнозинството секогаш треба да одлучува какви настапи ние ќе имаме, како ќе настапуваме во јавноста, дали со тие наши настапи ние наштетуваме на државната политика, дали не наштетуваме. Затоа пак ќе повторам, на крај крајва сите доаѓаме до тоа дека пред членството еден ден сите ќе одговараме, бидејќи членовите го знаат мислењето на луѓето, бидејќи тие се секојдневно со своите комши и пријатели, разговараат со нив, го пренесуваат на нивните председатели на местни одбори, председателите на местни одбори, на извршниот одбор, и така да, на нас најбитно ни е базата. Еден ден и на мене ќе ми судат. Ако дали правилно сум настапувал, дали професионално сум работел или не. Најбитно е секој за секоја функција што е избран да ја работи таа работа и професионално да ја изработи до крај. Господин Илиевски, вие ја застапувате идејата за зелено чисто Куманово, но сите гледаме и сведоци сме што се случува со речните корита во Кумановскиот регион. Што превземате во врска со решавање на овој проблем? Речните корита, значи речното корито на река Којнарка, Липковка и Кумановка се во урбанизираниот дел, во урбаниот дел на градот, се под надлежност на општина Куманово, а надвор од урбанизираниот дел се под надлежност на водостопанство. Ние секојдневно гледаме некои снимки, слики како има ѓубер низ целото речно корито. Водостопанство до сега, иако не е надлежно, 3 пати во изминатиот период го чистеше речното корито, но сепак мислам дека треба да воспоставиме систем
кој ќе функционира во тие речни корита. Проблемот е решлив, значи не да биде нерешлив проблем, само треба да се изработат проекти и да се завршат. Ние на социјалните медиуми читаме како веднаш ги обвинуваме населението што живее таму за тие диви депонии што се околу речното корито. Еве тука имаме и кај Туш дива депонија, но сепак треба пред да обвинуваме некој, треба да видиме, да навлеземе во суштината на проблемот. Еве ќе ви кажем за депонијата во Перочичо што се гледа од Туш. Во Перочичо нема само една дива депонија, има 3 диви депонии, само што од центарот на градот не се гледаат. Во тој простор испод основното училиште Христијан Карпаш живеат 115 семејства. Каде ќе го изнесат тоа ѓубре? Бидејќи просторите каде што живеат, само по главната улица едната може да помине чистота и зеленило, внатре не може да влезе, потоа тоа се тесни пролази по метар, 2 и не може, чистота и зеленило не испорачува целокупна услуга, туку само делумна услуга. Како можеме да го решиме еве таа дива депонија? Ќе наместиме 3 корпи големи, каде што е сега моментално таа депонија. И тие големи корпи треба секој ден да се изнасаат со ѓубре. А населението да им фактурирате само пониска вредност, односно паушал, затоа што вие не им испорачувате целосна услуга, туку делумна услуга. Ако секојдневно ги изнесуваме тие корпи големи за ѓубре, тогаш нема да има. Истото се случува и со Бавчи. Слична е ситуацијата. Чистота и зеленило не може да го изнесе тоа ѓубре, не може да влезе внатре, граѓаните не добиваат целосна услуга и каде ќе го изфрлат тоа ѓубре? Мора да го фрлат некаде. Затоа треба од страна не на страната на река, туку на другата страна од пруга да се наместат исто така корпи кои секојдневно ќе ги изнесуваме. Само така можеме да добиеме чист град. Еве, например, ние во Куманово немаме депонија за цврст отпад. Еве, вие дома ќе земете, ќе реновирате еден ѕид, ќе го бутнете, каде ќе го изнесете? Нема каде да го изнесете. Ние покрај сите регионални патишта околу Куманово имаме цврст отпад. Еве предлог од наша страна, предлог да се направи депонија за цврст отпад, каде што до определена тежина нема да наплаќаме на граѓаните. Ако има големи количини, само тогаш. Секој ден тој цврст отпад што ќе го депонираат граѓаните на таа депонија, со скип во камион 4 осовинец и на депонија горе. Само така ќе успееме да го исчистиме градот. Треба да се навлезе во суштината на проблемот. Уште една работа. Реките Кумановка и Којнерка не носат со себе песок. Затоа што конфигурацијата на теренот каде што протекуваат е земја, мулј. Тие носат мулј цело време во покрај Куманово. На влезот на Куманово треба да се изградат таложници, каде што тој мулј ќе се таложи и да се постават системи за собирање на ѓубриво, односно на пластични шишиња, на пластични кеси, на хартии и така натаму. Има 2-3 типа на такви системи каде што го спречува протокот на тие материјали и ви го носи во еден ќош. Секој 2-3 дена ќе се собира од таму тие материјали. Пошто видите вие во Кумановка имате доста голема количина и на пластични кеси, и на пластични шишиња и така натаму. Но затоа што тие се трупаат, стојат тука. Ако секојдневно ги чистите, ќе имате 2-3.
Значи ќе поставите на влезот на Куманово и ќе поставите на критична точка каде што вие исто таков систем, бидејќи ние таложници имаме, еве ги тука испод туш доле ќе ги видите, систем за да не може да протекуваат надолу, да проаѓаат тие пластични шишиња, флаши и ѓубриво. Така да, од тука натаму, вие автоматски добивате чиста вода. Пратеникот од опозицијата Бране Петрушевски досега неколку пати укажуваше дека не сте превзеле ништо како директор на Водостопанство Куманово, односно Кумановско-Липковско поле, во врска со ветениот цевковод кој што целосно требаше да го реши водоснабдувањето во Куманово. Имате ли став во врска со ова укажување на Бране Петрушевски? Поучени од историјата, во 11-12 годишно владење на ВМРО и со нивните структури кои беа во Водостопанство Куманово, кои цело време ни укажуваа дека нема доволно вода, дека толку е капацитетот на постоечките системи за дотор на вода. Во 2017 година ние во програмата ставивме дека ќе градиме нов цевковод од филтер станица до брана Липковско, односно Глашња. По доаѓањето од наша страна во Кумановско-Липковско поле утврдивме дека не е така. Дека ние можеме да доставиме целокупна количина, барана количина на вода на ЈП водовод до филтер станица. Бидејќи ЈП водовод добива од 3 цевководи вода и сите се во функција 365 дена во годината. Дали претходно е било од лошо менаџирање, дали е било за некои, како да кажам, превирања, една директор од една политичка партија, друг директор од друга политичка партија, па уцени, па пуштете толку пари, па ако не, па ќе ги затегнеме ние малку вентилите, па нема вода и така натаму. Значи, ќе повторам, целокупна побарана количина на вода од страна на водовод до водостопанство може да се испорача. Дури ние имаме капацитет уште 30% над тоа да доставиме до филтер станица. И за прв пат, неколку пати го повторувам, за прв пат, откако е односи помеѓу водовод и водостопанство, така наречениот байпас, тредвод, ние не го исклучуваме со завршување на сезоната за наводнување, туку ги блиндираме сите шахти и до филтер станица и пуштаме вода 365 дена во годината. Граѓаните треба да спијат мирно. Нема потреба од големи инвестиции за нешто што веќе функционира. Подобро е тие пари да ги пренамениме во други проекти. Господин Илиевски, периодов промовирате проекти за Куманово. Дали тоа значи дека планирате да се кандидирате за градоначалник на општина Куманово на предстојните локални избори? Вака, постапката во општинската организација, односно во СДСМ, за избор на кандидати за градоначалница се уште не е почната. Ќе започнем во идниот период, со тоа што пак ќе биде целокупната постапка предлози од самите местни одбори, па потоа се оди на сите тие, значи предлози треба да поднесат кандидатура и програма со која ќе настапат пред партијата за да бидат изберени за кандидат за градоначалник и врз основа на тие програми се одлучува кој ќе биде кандидат за градоначалник. Инаку, најпрвин ќе видам, значи, дали базата, односно нашите членови, како ме перципираат мене. Иако јас сум секојдневно во контакт со нив, ако има доволно предлози од мнозинството на местните одбори, да, ја ќе поднесам кандидатура и програма. Програмата се спрема, работиме не само програмата на моја, јас да кажем дека е моја, него како секретар на општинската организација, јас сум должен да спремам програма за
идниот кандидат за градоначалник. Имате ли целосна поддршка од општинската организација на СДСМ, но и поддршка од председателот на СДСМ? Па вака како што кажав, јас сум во секојдневна комуникација со нашите членови и активисти, со сите местни одбори, со сите функционери, и досега ми изразуваат, значи, поддршка во таа, значи, во кандидатура, да поднесам кандидатура. Инаку со председателот на општинската организација ние работиме веќе 3,5 години како еден тим и секогаш сме комуницирали на секојдневна основа за сите прашања, а така и кога се бираше председател во последните 2 мандата, откако сум јас секретар, се договоривме целокупната моја поддршка, председателот ја имаше, јас воопшто не сум поднел ни кандидатура за председател на општинската организација. Имаше неколку, меѓу кои не бев ни јас. Председателот доби максимална поддршка од мене за кандидат за пратеник, уште кога беа формирање на листите. Максимално од мене доби поддршка во секојдневната комуникација што ја имаме помеѓу себе. Да, имам поддршка за кандидатура. Во овој дел од емисијата мислам дека е време да слушнеме едно телефонско вклучување, да слушнеме што сака да ве праша секретарот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, Оливер Цветковски. А се разбира, гледачите веројатно ќе очекуваат одговор од ваша страна. Секако. Да слушнеме. Најпрвим поздрав до вас, поздрав до гостинот и секако поздрав до гледачите на вашата емисија. Имам неколку прашања што би сакал да му ги поставам на гостинот, но во интерес на емисијата ќе се обидам да бидам краток. Прашањето е следно. Доколку СДСМ не застане позади желбата на Максим Димитриевски за втор мандат? Дали со тоа признава дека му изгуби 4 години на Куманово во кој нема реализирано ниту еден капитален проект, а со тоа не беше решен ниту еден проблем на кумановци? Дали СДСМ повторно ќе се обиде да се рехабилитира од неспособноста на своите градоначалници и пак на истиот нивен својствен начин со ново лице во наводници ќе речам, ќе сака лицемерно да добие гласови од кумановци кои реално не ги заслужува? Ова е моето прашање до вашиот гостин. Ви благодарам што ми дозволивте, еве вака да се вклучам во емисијата и да поставам прашање до гостинот. Благодарам уште еднаш, поздрав до гледачите и до сите вас. Повелете со одговорот. Па вака, најпрво сакам да го поздравам секретарот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и најпрво сум изненаден од прашањето, бидејќи знаеше дека сум јас гостин на емисијава, а не ми постави лично на мене прашање, бидејќи за мојата професионална работа до сега во општеството во Куманово, со тоа ми дава некој мотив понатаму да работам, бидејќи тоа кажува дека работам исправно. Инаку, за рехабилитација и за тоа дека сме изгубиле одреден период, значи досега од 4 години ништо не било направено во Куманово, тоа не е така. Ние изгубивме 11 години претходно и ова јас го кажував на една пресконференција пред граѓаните, бидејќи за тие 11 години ВМРО му зема на Куманово во вид на даноци приближно некаде околу 2 милиарди евра, а врати назад 2 тениски игралишта. Така да за никакви рехабилитации, барем ВМРО нема право да зборува. Откако СДСМ е на власт, му се раздолжува на Куманово и секојдневно гледаме проекти кои покрај локалната
и централната власт кои ги вложува во Куманово. Така да мислам дека треба да се запрашаат во ВМРО за нивниот однос према Куманово, па тогаш да се извинат на граѓаните за тоа што го направија, па тогаш да бараат гласови. Ние ги заслужуваме, а не знам, граѓаните ќе оценат на наредните избори, исто како на претходните, дали СДСМ ги заслужува или ВМРО ги заслужува. Ние на последните избори го победивме ВМРО со 3600 гласа разлика, близу 3700, а кажувам, пред граѓаните и пред сите, пред на вас и на ВМРО, дека на наредните избори ќе победиме уште повеќе. Зошто? Затоа што разликата ја гледаат граѓаните. Секоја година, секој ден ја гледаат разликата. Така да, мислам дека извинувањето треба да биде од нивна страна. Доколку ја добиете довербата на граѓаните на предстојните локални избори, може ли да видите дека од владата ќе издействувате повеќе капитални проекти? Владата и во моментов инвестира во Куманово. И тоа се гледа, како што кажав претходно, се гледа секојдневно. Има повеќе проекти кои се финансирани директно од владата за Куманово. Прво, да ги кажеме, неколку пати ги повторуваме. Сите регионални патишта околу Куманово се реконструирани. Куманово Свети Николе, Куманово Опаје, Куманово Никуштак, Куманово Пелинце, сега се реконструира и втора фаза Куманово Крива Паланка, последното беше Куманово Сопот. Изградивме нов ургентен центар, сега во тек е постапката за гасификација на општа болница Куманово. Тоа се државни проекти, но има и проекти кои се по директно ингеренции на општина Куманово, на локалната самоуправа, ако ги финансира од страна на владата. Само неколку што во моментот ќе ги наброиме. Во тек е при крај изградба на канализациона мрежа во село Тромеѓе. Изградивме 3 училишни спортски сали. Тоа се спортска сала во Черкеско село, спортска сала во Перонаков на албански наставен јазик, бидејќи во Централното училиште веќе постои, спортска сала во Техничко училиште. Гледаме неколку спортски терени кои се градат во Куманово, неколку од нив се градат преку Агенција за млади и спорт. Потоа имам да не заборавиме, половина од долгот кој го имаше општина Куманово го раздолжи влада. Тоа се според некои податоци кои ги читавме 2 милиони евра. 2018 кога се вршила пресметката, општина Куманово пријавила долг од 4 милиони евра, од кои 2 милиони евра се платени од страна на владата. Имаме, во моментот се работи Соколана. Тоа се исто пари од влада. Сега во моментот се работат надворешните игралиште, при крај е реконструкцијата, при крај е изградбата. Во втора и трета фаза ќе бидат изградба односно реконструкција на Соколана во внатрешниот дел и на кровната конструкција. Гледаме дека имаше реконструкција на неколку училишта, внатрешни, со прозорци, кровови и така натаму. Некои од нив се финансирани од страна на владата. Сега последно, што на предпоследниот совет на општина Куманово, се донесе одлука 43 милиони денари од буџетот кои беа префрлени како блок дотации за превоз на ученици, поради пандемија превозот не беше организиран, владата ги остава на општина Куманово за реконструкција на училишта и инвестиции во самите училишта. Тука треба да напоменеме дека и со грантовите од Европска унија ние во Куманово имаме инвестиции. Моментално се работи на споменик Кустурница, се градат спортски терени со амфитеатар и тоа се пари од Европска унија, сега се реконструира хотел Солмун и така натаму и така натаму. Имаме многу проекти во моментот кои се работат во
за општина Куманово. Следно што ќе биде е целосна реконструкција во 3 фази на спортска сала. Но тоа не е доволно. Ние треба да продолжиме и понатаму и да биде интензивна соработка помеѓу владата и локалната самоуправа и да се донесат што е можно повеќе инвестиции. Во првиот дел за индустријската зона во Речица, владата инвестираше 20 милиони денари, треба дополнително да се инвестира и во индустријската зона за да инфраструктура да се направи, за да можеме да привлечеме што е можно повеќе инвестиции, повеќе фабрики да се изградат во самата зона. Господин Илиевски, во јавноста превладува мислење дека администрацијата речиси да нема работни задачи или како што граѓаните сакаат да кажат, администрацијата воопшто и ништо не работи. Според вас има ли превработеност во општина Куманово и што би превзеле вие да сте на местото градоначалник на општина Куманово? Вака, јас немам такво мислење и не подржувам такво мислење дека вработените во општина Куманово или пак во локалните предпријатија дека не работат ништо. Мислам, тоа струјат некои мислење такво на определена структура на луѓе кои велат дека во општина никој ништо не работи. Видите, што би презел? Има една убава сторија во маркетинг, каде што менаџер на компанија која произведува обувки праќа двајца маркетинг агенти во некоја афричка држава каде што е многу топло, нели, пустина, да го испитаат пазарот дали можат да продаваат нивни обувки на тој пазар. После 1 месец се враќаат назад, прво влегува едниот и вика, леле, директоре, нема на кого ќе продадете, таму сите одат боси по оној песок, никој не користи обувки за да ние продаваме. Океј, добро. Влегува вториот и вели, леле, директоре, како до сега не сме биле таму? Нема ни една продавница за обувки. Луѓето немаат од кај да купат за да носат. Така да, првиот е песимист, вториот е оптимист. Јас сум секогаш оптимист. Менеджментот на човечки ресурси е многу битна наука, кој секој треба да ја познава и да ја знае. Вие мора да изнајдете начин да ги мотивирате вработените. Ке повторам, да ги мотивирате. Казна треба да биде последна мерка која треба некој да ја превземе, затоа што ако одите прво со казна, вработените што остават? Прават беден. Ако јас погрешам, и мене ќе ме казнат. Сите си го велат тоа. Вака, тоа што ќе ми дадат работна задача, ќе гледам, наместо за 1 ден, ќе ја работам за 3 или 4 дена, ама да биде целосно, точно завршена. Мора да се изнајдат мерки, има низа на мерки од страна на менеджментот на човечки ресурси кои се учат, со кои ќе ги мотивирате луѓето не само да ги извршуваат своите работни задачи, туку и да преземаат своја иницијатива. Додека ако никој не превзема иницијатива, тогаш вие самиот као менаџер не можете ништо да направите. Тоа ми се, еве да ви кажам, во Инвестбанка, а потоа Шпаркасе, значи сум прогласуван за најдобар работник во банката на ниво на цела Македонија. Дали мислите дека јас самиот сум го направил тоа? Не. Туку тоа го правил тимот. А ако ги добро мотивирате, ако им дадете слобода да превземаат иницијатива, тогаш сите заедно ќе се вклучат кон определена цел. Бидејќи знаете како е, кога одите во некоја си институција, кога сакате да постигнете определена цел, мора прво да определите цел кон која сакате да стигнете. Потоа правите алтернативи за постигнување на таа цел, направите тим
кој ќе го изработи тоа и се вклучувате во акција. Но целиот тим мора да биде запознаен за целта која вие како менаџер и таа институција сакате да ја постигнете. Бидејќи не можете да очекувате некој да ви работи ако не знае целокупното општество, целокупната компанија, дали е тоа компанија, дали е тоа општина, дали е тоа предпријатие јавно или приватно, кон што се стреми. Ако го знаат, ако ја знаат целта, сите ќе одат во исправец. Ако не ја знаат целта, сите ќе одат на различни правци. Така да мислам дека и јас според мене немам такво мислење. И ако е така, значи тогаш има многу неискористен потенцијал во самата општина или во локалните јавни предпријатија кои треба да се во иднина да се искористи. Господин Илиевски, вие периодов презентирате проекти за чисто зелено урбано Куманово, итна гасификација на градот. Имате ли информација реално колку би чинеле овие проекти, бидејќи гасификацијата знаеме дека од една страна носи големи бенефити, но од друга страна тоа е скапа инвестиција. Како планирате да ги обезбедите парите за овие проекти? Ние, после завршување на парламентарните избори, направивме еден тим од млади луѓе кои вршеа испитување на јавно мислење, што телефонски, што теренски, што е тоа што е најпотребно за граѓаните на Куманово. Опфативме едно опсежно истражување и опфативме некаде околу 3000 граѓани на Куманово, кои ги прашавме што е тоа што најмногу му фали на Куманово. Видете, има и едно друго истражување кој се прави на определен временски период од страна на експерти, зошто се селат младите луѓе од државата па и од Куманово. До 2015 година на прво место беше животниот стандард, на второ место беше безбедноста, на трето место беше животна средина и екологија. По доаѓањето на СДСМ на власт, по влезот на Република Северна Македонија во НАТО, ние вршевме повторно истражување и граѓаните ја имаат зголемено својата доверба во безбедност. Во последното истражување кое е правено, зошто младите луѓе се селат од Македонија, е прво животен стандард, втора животна средина, односно екологија. Просторот, уредување на просторот каде што секојдневно живееме. Локалната самоуправа не може толку многу да влијае на животниот стандард, бидејќи тоа го прави централната власт преку нивните мерки. Но локалната самоуправа најмногу може да влијае на животната средина, на екологијата во самиот град. Што најмногу луѓето барат? Бараат чист град, без ѓубре. Во моментов ние имаме, као што и самите и сите ние гледаме, на секоја страна, на секој ќош имаме по некои мини депонии. Бараат чист воздух, бараат чиста вода, односно чисти реки, за кое што зборувавме пред малку, бараат средени сообраќајници, бараат паркинзи, бараат пешачки патики, бараат велопатики, бараат паркови и зеленило шеталишта и така натаму. Ние формиравме тимови од експерти кои ги водат тие тимови од секоја дејност. Дали е тоа култура, дали е тоа спорт, дали е тоа архитектура, сообраќај, екологија, животна средина и така натаму, образование и така натаму. И секој тим си изготвува своја програма. Што е тоа што најмногу му треба на Куманово? Ние им ги дадовме резултатите, нели, од испитување на јавно мислење, ајде да видиме каде што може да
направиме и што може да се направи. Во тие, значи, мини програми што ги доставија до мене и до координаторите што ги работиме, имавме низа на проекти, ама некои беа и неостварливи, затоа што влечат многу пари. И седнавме и кажавме, другари, вака, Општина Куманово во изминатите 4 години има оперативен буџет за инвестиции вкупно некаде околу 14 милиони евра. Ајде тие 14 милиони евра правилно да ги канализираме. Каде што, кој проект што може да се направи со тие пари. Друго е што ќе инвестира владата, но сепак ние мора ќе излеземе со програма пред граѓаните од нашите средства што ќе направиме. Така да правиме програми кои се во склад на тој буџет. Као што кажав и пред малку, Општина Куманово во изминатите 4 години тука некаде имаше околу 14 милиони евра оперативен буџет, од кои 2 милиони евра мораше да врати стар, долг што го имаше наследено, за да ја одблокира сметката. Околу гасификација. Ние издвојуваме 8 милиони денари годишно за гасификација на Куманово. Со издвојување толку средства, ќе ни требаат 91 година да го гасифицираме градот. Тоа до тогаш можеби ќе измислат некоја нова енергија која ќе ја користиме. Бидејќи еве вратете се назад пред 90 години, дали некој ќе размислувал дека ние ќе разборуваме сега за гасификација и така натаму. Така да мора во тимот имаме бивши и сегашни банкари кои работат со нас и треба да се направи еден проектиран биланс на успех. Со тој проектиран биланс на успех да видиме колку ќе бидат тоа приклучоци, колку ќе треба инвестиции. Значи ставате проектиран приход и проектиран расход. И ќе добиете колку би овој проект гасификација, Куманово газ, колку би било успешно предпријатие. Со тој проектиран биланс, добро направен, професионално направен, можете да најдете од неколку алтернативи да најдете капитал. Дали е тоа од меѓународни финансиски институции, да аплицирате, да земете кредит со кој ќе ја завршите гасификацијата во наредните години и самото јавно предпријатие да си го враќа. Не општина Куманово. Дури и да допринесува во развојот на општината. Дали тоа ќе биде од домашни финансиски институции, дали ќе наоѓаме приватен партнер кој ќе се вклучува во гасификацијата, сето тоа ќе зависи од тој проектиран биланс. Што најмногу им се исплати на општина Куманово? Кое е најисплатливо за граѓаните? Да добијат квалитетна услуга со помали трошоци, а на крај и општина Куманово да не издвојува повеќе средства за гасификација на градот, а тие средства да ги намениме за други проекти. Најпрво ќе мора да ги гасифицираме индустријските зони. Ние зборуваме за странски инвестиции, за градење на фабрики, за работни места, а немаме гасифицирани индустријски зони. Мора кумановските предпријатија да ги направиме попродуктивни и поконкурентни и на домашниот пазар и на меѓународните пазари. И потоа, цело Куманово, сите домаќинства да добијат поевтина услуга, поевтина енергија, а нормално ние да си го заштитиме воздухот. Со новиот концепт за Куманово најавувате нови и реконструирани улици во должина од 80 на километри. Колку средства годишно ќе треба да одвојува општината за да се реализираат овој проект? Вака и до сега општина Куманово во изминатиот период од неколку мандати издвојува средства од некаде околу 4 милиони евра за 4 години за реконструкција на улици и летно одржување на улици. Некогаш е помалку, некогаш е повеќе. Еве оваа година издвојува повеќе од минатата.
Така да со тие средства, со добра организација на тендерите кои се објавуваат, со подобра организација на теренот, може да се асфалтираат некаде околу 80 км на улици и да се да се направат нови и да се реконструираат веќе постоечките, бидејќи знаете, многу од граѓаните се жалат на улиците по Куманово, бидејќи се со дупки, со нереконструирани, немаат пешачки зони, така да мислам дека правевме пресметка дека тука некаде околу 80 км на улици може да се асфалтираат со тој буџет од 4 милиони евра. Може ли да се обезбедат средства за проектот Мој еколог за чисто и зелено Куманово, бидејќи дефинитивно станува збор за скапа инвестиција? Како што кажав и претходно, за секој проект ние вршиме пресметки колку ќе чини. И го вкупуваме во вкупниот оперативен буџет на општина Куманово. Прво да објасниме, пошто граѓаните ме прашуваат секојдневно што ќе направите во нашата населба, кај мене, дали. Значи, ние со двете објави дававме само пример како тоа би функционирало. Како ќе функционира? Секоја населба, прво, ќе ги утврдиме, лоцираме сите јавни површини. Макар да е тоа и 5 квадрати. Во 5 квадрати ќе засадиме 2 дрва и ќе го уредиме тој простор. Значи, секоја јавна површина до 1 квадрат во таа населба ќе се утврди. Стручни лица, повторувам, стручни лица ќе го ицртаат. Тоа се од животна средина, архитектура, ќе го уцртат секој детал. Се објавува јавен повик, нели? Ќе се избере компанија која тоа ќе го уреди. Бидејќи чистота и зеленило не можеме да ги оптеретиме со сите работи. Тие се задолжени за одржување, за плоштадот, и на сите јавни површини, за собирање на смет, и сега уште и со вакви проекти мислам дека нема да стигнат со таков капацитет и брзина да го направат тоа. Секоја година по 4 населби. И ќе ги направиме сите една по една. На тој јавен повик ќе се јави приватна фирма, ќе ги уреди така како што ќе бидат осмислени и нацртани од страна на стручни лица. Што правиме потоа за одржување? Еве да кажеме една населба како што е Панче Пешев, автобуска станица до Туш. Имате 3 големи локации, поголеми локации каде што треба да ги уредите, и имате многу мали локации, како што кажав, по неколку квадрати. Кога ќе биде готово, таа населба ќе ја поделиме во квартови и ќе има по еден вработен во секој кварт. Да кажеме Панче Пешев, еве, или Гоце Делчев ќе има тројца, зависно од тоа колку има површина, и тие ќе работат само на тоа. Секој ден ќе одат на својата терен, као полицајци, позорникари, овие ќе бидат еколози, ќе одат на својот терен, ќе се соберат, дали има тоа фрлено пластика, кеси, хартија и така натаму, и еден дел дали ќе треба да се коси, изчисти и слично. Сето тоа ѓубриво ќе се јави во оперативна група мобилна група која ќе ги собира, во оние камиончиња ќе товари, ќе се изнесе на депонија. За 4 години ќе имаме чист град. Ние правивме пресметка една, еве да кажеме на Панче Пешев, бидејќи го спомнавме, кај позади Жмара, на тој простор каде што објавивме едно како треба да изгледа, и таа пресметка ни покажа дека тука, нели, просторот 70 метри на 20, колку се тие патеки, квадратура ќе израчунате, квадратура 15 евра ви е монтажа на тие плочки што треба таму да бинат на тие тротоари, и некаде околу приближно 20.000 евра, 1.200.000 денари е да се уреди тој простор со детско катче, со зеленило, со трева, партерно уредување и местење на сите тие монтажни
корпи за отпадоци, клупи и така натаму. Во населба најчесто имаме околу 3 локации такви. Ако се 3 локации такви, тоа се 60.000 евра. Плюс оние мали површини, значи некаде околу 90.000 евра до 100, значи за една населба. 17 планираме во целиот град да ги направиме, тоа се 1.600.000-700.000 евра. Дел од вработените кои потоа ќе ги чистат, одржуваат, нели, тие што ќе бидат мои еколози, ќе бидат земени од чистота и зеленило, дел ќе бидат нови, така да целокупниот проект е некаде околу 1.800.000 евра. Ќе повторам, Куманово има оперативен буџет од 14 милиони евра. Така да, за тие пари, ние ќе имаме чист и среден град за 4 години. Уште нешто. Ќе има оперативна градежна група, која ќе ги поправа каде има пукнено плочки, скали, каде што има оштетување на некои елементи. Овој што е вработен мој еколог, ќе се јави, оперативна група ќе дојде тоа да го среди. Бидејќи имаме по целиот град, као што гледате, ако распишувате вие тендер за една плочка, тоа е доста многу време и губење на време за некои ситни работи. Така да, мислам дека тоа се доволно пари, а од друга страна ќе имаме чист и среден град во цело Куманово. Токму за овој проект имате и видеоспот на вашата визија за зелено Куманово, но виртуелни проекти во 3D анимации направија и објавија и други партиски функционери од СДСМ, за кои што виртуелни проекти во 3D анимации градоначалникот Максим Димитриевски на Facebook покрај другото напиша дека тие не се реални. Во вашиот случај станува ли збор за реален проект? Па, сега пред малку зборувавме за ова и мислам дека овие проекти кои ние ги презентираме се реални. Го читав статусот на градоначалникот и мислам дека не беа упатени, значи директно на мојот тим, нели, за тие проекти, бидејќи као што објаснив и пред малку, тие се толку реални проекти, тоа не се некои огромни инвестиции кои не може да ги покрие буџетот на општина Куманово, бидејќи вие да презентирате некој проект, мора да имате финансиска анализа колку тоа ќе чини и да имате изнајдено извор на средства како тоа ќе го направите. Да кажеме, има еве, читам некои Facebook статуси и за паркот, градскиот парк што го презентиравме, и ние направивме пресметка за тој парк. Истиот би се направил таков како што го презентиравме, истиот би се направил со некаде околу 130.000 евра. Бидејќи имате таму, тоа е 450 на 80, 400 метра, 2 патеки долги, 8 патеки има, нели, оние што се кратки, имате плоштадка каде што има околу 200 квадрати внатре, имате вода, фонтана, имате полуизраснати дрва, нови, израснати, целосно израснати, бидејќи ќе набавиме машина со која ќе ги донесеме целосно израснати дрва и ќе ги засадуваме тука, значи во парковите и по тротоарите, значи низ Куманово. Целокупната инвестиција пресметавме дека ќе биде некаде околу 130.000 евра. Ние рековме дека ќе ги реконструираме 3 постоечки и дека ќе изградиме 3 нови парка. Целокупното за тие 6 парка во општинскиот буџет ќе бидат издвоени некаде околу 800.000 евра за 4 години. И мислам дека тоа се реални цени, бидејќи за сите такви проекти ние земаме понуди официјални од приватни компании кои ни кажуваат кои се тие цени по кои би некогаш некаде
работеле. Значи, тоа се, цените се тие, вие не можете да ги менувате, бидејќи пазарот е такав. А ние имаме контакти со приватни компании и јас уште во времето на нели кога работев во банка, најголем дел од приватниот сектор ги знам, лично се знам со нив, така да многу лесно не оди таа комуникација и пресметка за тие проекти. Проектот и за парковите, и за мој еколог вкупно, значи парковите ќе чидат 800.000 евра, а мој еколог 1.800.000 евра. Какви проекти други планирате да реализирате во наредниот период, нели зборуваме доколку дојдете на функцијата? Па, вака, не само дали ќе дојдам јас на функцијата или не. Значи, пак ќе повторам, јас сум должен како секретар на општинската организација на СДСМ да се вклучам во изработка на програмата со која ние ќе настапиме на следните избори. Затоа, ви кажав и пред малку кога не праша секретарот на ВМРО, ви кажав дека ние треба да изготвиме програма со која победата на СДСМ ќе биде уште поголема него на претходните избори. Зборувавме за улици, па еве да ви кажам дека во програмата ќе стои проширување на улицата Доне Божинов за уште една лента од автобуска до Трета македонска ударна бригада, бидејќи тука има најголема гужва во сообраќајот, и за да ги ослободиме сообраќајниците од автомобили паркирани, ние мора да изградиме трикатни гаражи. Трикатни гаражи според сообраќајните инженери и според луѓето експертите кои работат на таа проблематика, веќе имаат лоцирано неколку локации и во тие неколку локации некаде околу 1400 паркинг места би се направиле во тие трикатни гаражи во централното градско подрачје, со тоа што ќе ги ослободиме сообраќајниците од паркирани возила. Сега пак ќе дојдеме до она од каде пари за тие три. Нормално е тоа. Пак ќе повторам, значи ќе направиме колку се исплатливи, веќе го изготвуваме, имаме првични пресметки. Тие инвестиции се сами исплатливи и дали тоа ќе оди преку Куманово паркинг со проектиран биланс на успех, со меѓународни финансиски институции или домашни финансиски институции, или пак еве како што ги работат многу во Скопје јавно-приватно партнерство. Значи важно, тие трикатни гаражи се проектирани и мора да се направат во наредните 4 години. На Куманово, како што кажеме претходно, многу му требаат пешачки патеки, велопатеки. Планираме, значи, од населба Карпош до Проевце на обиколницата да направиме тротоар со велопатека. Исто така планираме од училиштето, земјоделското училиште покрај речното корито на река Којнарка да направиме до Средорек. Исто така од влез на Куманово покрај Кумановка река до Средорек, од Туш до Митев мост да направиме патека и од другата страна, да продолжиме по двете страни до Хотел Куба и од Хотел Куба до филтер станица, што значи 16 километри ќе имате поврзана патека, пешачка и велопатека тука. Имаме многу, да кажеме, еве, зошто нема на Пчински пат. Значи, немате патека. Нема патека од градските гробишта до Билјановци, нема патека во Бедиње, нема патека на Никола Тесла. И ќе реконструираме околу 16 километри, ќе изградиме 24 километри нови и околу 16 километри постоечки, кои треба да се реконструират, или вкупно околу 40 километри. И сето ова, за да не бидам пак реплициран,
ќе кошта некаде, тука го запишувам, 1.500.000 евра. Околу спорт треба да се изградат 8 мултифункционални игралишта во населбите каде што не постојат и треба да се изградат и 4 затворени со вештачка трева и сето тоа ќе чини некаде и тоа некаде околу 800.000 евра. Спортот мора да го поддржуваме, значи по сите основи, посебно училишниот спорт. Зошто не направиме школска лига за надпревари? Значи во сите спортови. И од тука да влечеме спортисти кои во иднина ќе го представуваат Куманово. Мислам дека треба да се трудиме да создадеме наши спортисти, одошто да плаќаме странски спортисти тука кај нас во Куманово. Имаме уште многу проекти, ама во интерес на емисијава само би сакал да споменам еве и за градско шеталиште, бидејќи центарот на градот ќе биде затворен за сообраќај, ќе го преуредиме, целосно ќе биде преуреден и во централното градско подрачје треба да се направи подземен катастар, бидејќи да и за вода, и за во посебни цевки, и за подземен катастар, значи дали тоа ќе бидат за електрична енергија, кабловски оператори, струја и така натаму. Спомнавте многу проекти, но за кои од проектите би побарале финансиска помош, поддршка од владата? До сега ние што ги зборевме овие проекти, сите се проектирани во рамките на општинскиот оперативен буџет. Не сме спомнале ништо што би сакале, значи да инвестира владата тука во Куманово, да и помогне на локалната самоуправа во идниот период. Еве јас ќе кажам, ќе бараме неколку работи и тоа да се направат 3 детски градинки преку Министерство за труд и социјала во Куманово, бидејќи еден период ние имавме обезбедено средства за 2 градинки во Куманово, но немаше измена на деталниот урбанистички план. Потоа со корона криза парите, бидејќи не се потрошени, ги повлекоа за мерките на владата. Изградба на водовод и канализација во 5 села во Куманово, кои се густо населени, кои се со повеќе жители, промена на примарна водоводна мрежа на Куманово, бидејќи имаме застарена водоводна мрежа, реконструкција, довршување на проектот за целосна реконструкција на спортска сала и нормално изградба на кејовите на реките. Ние ќе правиме со средства од општинскиот буџет, се планира да се направат пешачките зони и велопатеки, додека самиот кеј да биде изграден од влезот на Куманово до постоечкиот и од по теченијето на река Којнарка и продолжување од Митев мост до Хотел Куба да биде цело поврзан со целокупно изграден кеј на речните корита. И сосема на крајот, може ли граѓаните да живеат во поубаво и подобро Куманово? Секако дека можат. Значи, пак ќе кажам дека ако добро ги канализирате средствата од буџетот, ако со добра организација, со отчетност, транспарентност, за сите овие проекти има пари. Ние спомнавме дека ќе правиме 4 милиони евра за улици, тука имам запишено Мој еколог 1.800.000, паркови 800.000, спортски терени 800.000, пешачки велопатики 1.500.000, 650.000 до 700.000 некој за градското шеталиште и тоа се вкупно 10 милиони евра. Значи за сите проекти. Пак е повторно, во овие 4 години оперативен буџет на општина Куманово имаше 14 милиони евра. Тука нормално треба да додадеме и експроприација, бидејќи ако ги градиме катните гаражи, мора да се експроприира тие места. Другите средства ќе бидат вложени во школство и во други проекти. Може ние да зборуваме за проекти за општина Куманово уште многу време. Имаме, се надевам дека ќе имаме и втора прилика да разговараме. Така, ви благодарам на гостувањето. Во интерес на времето за следните останати теми секако дека ги има, но во некоја следна емисија. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам и на вас.
Тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.